Денеска во градската библиотека во Штип се одржа промоција на антологија на женска современа поезија од 50 на автори, насловена како "Ова е моето последно молчење". Малку го деконструираме и го лизгаме значењето на зборот антологија, бидејќи ова не е селективна антологија, туку напротив е сосема спротивното, инклузивна антологија и ги обединува сите оние жени кои што од некои причини не биле доминантни на јавната сцена, а сепак се присутни на книжевната сцена во Македонија. Сме среќни што сме денеска во Штип, што сме тука пред штипската публика, да го промовираме оваа значајно дело, да речеме некое од првите во Македонија од нели вакво значење. Во антологијата авторките се застапени со по 3 песни, а приредувачките се надеваат дека после Скопје и Штип антологијата ќе биде промовирана и во другите македонски градови, со оглед на тоа и дека авторките се од ширум Македонија. Јас навистина со задоволство го напишав и поговорот за книгата, а еве сега и ќе бидам таа кој што ќе ја представи книгата на оваа публика, на штипската публика. Се надевам дека навистина ќе има книгата убава рецепција, значи не само во Скопје, во Штип, таму каде што е сега до сега промовирана, туку малку и пошироко, значи низ цела Македонија. Штипската библиотека воедно најави дека за 2017 година подготвува антологија на жени поетеси од Штип. Комплетно се собрани песните, се избрани авторките во соработка со сите оние жени поетеси кои што се и основачки на литературниот клуб Искра и веруваме дека со овој проект ќе дадеме еден свој придонес и како библиотека и како град во развојот на женското писмо во современата македонска поезија на 21 век. Многу ми е мило што овој проект е поддржан од Министерство за култура и најмило ми од се дека имаме доста, мислам дека 2 или 3 авторки од Штип. Антологијата има голем возрастен диапазон. Учествуваат жени родени во временски период од цели 60 години.